Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во најновото издание на емисијата Во тек. Веднаш се вклучуваме на пресконференција на вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи и портпаролот на владата Миле Бошњаковски. По завршување на секоја владина седница имаме редовна пресконференција. Вчера ви најавивме дека вице-премиерот Бујар Османи ќе биде денеска заедно со мене. Утрово добивме информација дека сепак не е во можност да ни се придружи, така што во негово име ви се извинувам и ви најавувам дека во наредниве денови, во текот на денот најверојатно ќе ви искомуницираат од неговиот кабинет кога ќе се одржи, најверојатно ќе биде брифинг плюс пресконференција на темата за која што требаше да зборува денеска. Почнувам со информациите од 53-та владина седница. Знаете, автопатот Александар Македонски е преименуван во Пријателство. Новото име на аеродромот е Меѓународен аеродром Скопје. Вчера амбасадорот на Европската унија во Република Македонија беше гостин на владината седница. Ја презентираше стратегијата која што беше представена во Страсбург на Европската унија за Западен Балкан и за проширување. Информациите ги знаете. Македонија бележи значителен прогрес. Тоа беше фокусот кој што е утврден вчера во стратегијата. Тоа што ние го очекуваме и тоа што ние го правиме се за да добиеме чиста препорака за отпочнување за датум за преговори за членство во Европската унија. Околу овие информации толку. Од интерес за јавноста беше ситуацијата која што се случи со Државниот архив. На вчерашната владина седница ја разгледавме информацијата за надминување на овој проблем со канцеларискиот простор и депото на Државниот архив. Оваа информација која што ја разгледавме на вчерашната седница предвидува можни решенија на настанатата ситуација која, како што знаете, е резултат на исклучително нелогични однесувања на претходната влада. Меѓутоа нема да навлегуваме. Решението кое што ќе го донесе оваа влада ќе биде долготрајно во интерес на Република Македонија, во заштита на архивот и во заштита на документите кои што се наоѓаат во тој архив, бидејќи сме многу свесни дека тие документи се национално богатство на Република Македонија. Решението не е донесено, ќе биде допрва донесено, меѓутоа тоа ќе биде долгорочно решение, потенцирам. Веќе 2,5 месеци се работи на анализа на овој проблем кој што е настанат и како да се реши најсоодветно. Но, тоа што е важно и што треба да знаете дека архивските материјали, кои што се основата на архивските материјали, тие се заштитени и во моментов, бидејќи суштинските, поголемиот дел од нив, се наоѓаат во старото депо на архивот, тие не се воопшто ниту преместени. Значи, оваа информација сакаме да ја споделиме со вас. Дополнително, вчера во дневниот ред имавме информација која предизвика прилично голем интерес кај вас медиумите. Се работи за информацијата за можност за изменување на Законот за работни односи во насока на кратење или елиминирање на обврската за објава на оглас за вработување. Да појаснам, ова е препорака само, ова беше информација која што вчера разгледана, ова е препорака од извештајот Doing Business 2018 година. И оваа препорака е во насока на зголемена флексибилност на македонската економија и се однесува на ново настанати предпријатија. Но, Министерството за труд и социјална политика имаше негативно мислење, бидејќи во принцип во моментов би била ваква одлука доколку се донесе и противуставна и не би биле вклучени во нејзино донесување сите засегнати страни. Меѓутоа, во секој случај, ова беше информација која што беше разгледана како таква и остануваме за во наредниот период кога ќе се најавуваат суштински промени во Законот за работни односи, помеѓу другите информации кои што ќе се разгледуваат со сите носачи на политики во Република Македонија, вклучително и работниците, работодавачите, синдикатите, академските работници и сите засегнати страни, кога ќе се прават измените, ќе се направи анализа и на оваа препорака и ќе се види дали воопшто има оправданост нешто вакво да биде имплементирано. Во моментов, значи, одговорот е не. Од вчерашната седница дополнително издвојувам
дека ја усвоивме информацијата, дека е потребно да имаме единствен комуникацијско-информативен систем со единствен европски број за итни повици. Задолжен е Центарот за управување со кризи во наредниот период, заедно со неколку надлежни министерства, да најде начин за обезбедување на финансиски средства за реализација на оваа идеја. Многу важно во насока на транспарентноста која што ја покажуваме како влада и која што очекуваме да ја покажуваат сите институции во Република Македонија, ја проширивме листата на институции кои задолжително мора да ги објавуваат листата од 21 документ кој што сметаме дека од интерес на јавноста. Значи, тоа минатата година што го направивме со сите министерства во владата, со сите институции кои што се во владата, генералниот секретаријат, сега го прошируваме на вчерашната одлука. Ова значи дека јавните предпријатија, самостојните органи на државна управа основани од влада на Република Македонија, самостојни органи на државна управа основани од Собранието на Република Македонија, правни лица со јавни овластувања, регулаторни тела основани од Собранието на Република Македонија, акционерски друштва во државна собственост и единиците на локална самоуправа ќе треба да ги објавуваат листата со овој 21 документ и акти на своите веб страници јавно да бидат достапни за граѓаните и се разбира за вас медиумите доколку имате потреба од истите. Информација која што сметаме дека е од интерес исто така, Министерството за труд и социјална политика вчера имаше иницијатива на владата помина како информација во интерес да се зголемат капацитетите за опфаќање на децата со аутизам. Вчера владата ја прифати информацијата на МТСП да се изгради Центар за деца со аутизам во дворот на Заводот за рехабилитација за деца и младинци во населбата Топанско поле во Скопје. Последна информација која што издвојуваме, тоа е дека министрите на вчерашната седница ја прифатија одлуката за определување на период за закуп за градешно земјиште во технолошко-индустриската зона развој на Скопје 1 или ТИРС 1. Ова е, како што гледате на секоја пресконференција, најавуваме нови и нови доаѓаат, се работи за нова инвестиција. На друштвото Доган Отомотив од Република Турција се работи за компанија која произведува резервни делови за автомобилската индустрија. Толку имавме од оваа седница, одиме со прашање и одговори, микрофонот, одиме во живо. Антонио повели прв. Антонио крена прв рака. Благодарам. Што се случува во управата за водење на матични книги, бидејќи има информации во јавноста дека поради недостатокот, односно непотполнетото место директорско, веќе им се доцни со плата на повеќе од 500 вработени. Исто така имало проблеми и во склучувањето на нови бракови. Точна ли информацијата, се доцнили со плата и кога може да се реши овој проблем, доколку постои? Се работи за ситуација слична како што беше со државниот пазарен инспекторат и со неколку други инспекторати. Знаете дека веднаш по изборите некои од тие луѓе стана дел градоначалници, дел влегоа во советот на некои од општините, се испразни одредени места, така што директорот на Управата за водење матични книги доби нова функција, Ѓоко Котевски, да ве потсетам, значи го назначивме, сега е директор на затворот Скопје во населбата Шуто Оризари, што значи дека оваа локација, ова институција останува во моментов нема решение, нема директор, меѓутоа наскоро во идниот период ова ќе се реши. Се работи за празен од до пополнување. Ќе се реши во секој случај, се ќе продолжи според президентот. Вработените ќе си ги добијат платите, тука нема никаква дилема. Поред, само ќе замолам колегата. Во врска со... Па Маја, па вие. Во врска со архивот...
Тоа беше пресконференција на владата на Република Македонија. Впоручам, требаше секако да се обрати и вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи, меѓутоа од оправдани причини не успел да стигне, така што негово обраќање ќе видиме нешто подоцна. Како што реков, денеска ќе можете да зборувате конкретно повторно на две теми. Навистина тоа е актуелно прашање кога станува збор за името. Излезе информација од британскиот дом на лордови кои што побарале од владата во Британија, Македонија да влезе во НАТО и без решение за името. Тоа е првата тема на која што ќе можете да зборувате. Впрочем, како што реков, британскиот дом на лордови бара од владата во Лондон да се заложи Македонија да стане членка на НАТО без оглед на тоа дали ќе биде решено прашањето за името. Во извештајот Велика Британија и иднината на Западен Балкан на домот на лордовите, усвоен во декември лани, а објавен на 10 јануари годинава, се наведува дека Македонија треба да се приклучи на Северноатланската алијанса заради мир и стабилност на регионот. Преступувањето на земјата во НАТО не треба да зависи од решавањето на спорот за името меѓу Атина и Скопје, пишува во документот. Би сакал во продолжение секако да го слушнам и вашето размислување во однос на оваа тема, колку всушност може да делува британската влада врз решавање на спорот за името и дали воопшто може да делува и Македонија да се приклучи во НАТО и без да се реши спорот со името. Тоа што се однесува до првата тема. Втората тема, ЗАЕВ, подготвени сме за географска одредница на името. Предлагамо продолжение, да не должам многу, да го погледнеме и прилогот на колешката Ирена Смилјанска, а веднаш потоа се враќаме назад во студиото, каде што ќе го вклучиме и првиот гледач. Владата е подготвена името да се одржи географска одредница, објави премиерот Заев. Порачува преговорите не одат лесно, но оптимиста дека може да се најде решение. Сепак, за да успеат преговорите со Грција, Заев не сака да открие повеќе детали од преговарачкиот процес. Ние сме подготвени за географска одредница. И до тука ќе застанам, заради тоа што суштествено е прашањето и треба да дадеме шанса низ преговорите да поминеме во изнаоѓање на решение. Еврокомесарот Богар изјави дека Македонија за да стане членка на ЕУ ќе мора да го реши проблемот со Грција. Европската унија веќе нема да прима членки во своето семејство кои не ги имаат решено проблемите со соседите. Во меѓувреме владата веќе донесе одлука за преименување на аеродромот Александар Велики и на автопатот. Автопатот кој што не поврзува од северната граница до јужната граница, да го именува како автопат Пријателство, а донесовме одлука за меѓународниот аеродром. Името на меѓународниот аеродром ќе е Меѓународен аеродром Скопје. Грчкото министерство за надворешни работи ја поздрави одлуката за промена на имињата на Скопскиот аеродром и автопатот, посочувајќи дека тоа ќе значи отворање на ново поглавје во односите на двете земји и справување со иридентизмот. Оттаму велат дека преминувањето е позитивен чекор за пресврт на она што беше направено во изминатата деценија и ги отежна односите меѓу двете земји. Претходно грчкиот министер за надворешни работи Никос Кодзијас во интервју за Euronews побара од Скопје да излезе и јавно да каже која ќе биде придавката во сложеното име. Грчката влада презеде одговорност да каже јавно дека сака промена на името и дека ова име ќе биде сложено за сите употреби со конкретна одредница. Излеговме јавно и кажавме дека во ова име ќе биде вклучен и терминот Македонија. Ние си ја завршивме нашата работа. Уште чекаме од Скопје конечно да излезе, јавно да каже во ова сложено име која ќе биде придавката пред именката и да го опише тоа пред нивниот народ. Кодзијас вели дека очекува владата тоа да им го објасни на граѓаните, бидејќи Атина веќе го подготвува теренот за грците да го прифатат сложеното име. Така, тоа беше прилогот на колешката Ирена Смилјанска. Како што реков, веќе можете да ги погледнете и темите на вашите екрани. Британскиот дом на лордови, Македонија во НАТО и без решение за името. И втората тема, Заев, подготвени сме за географска одредница на името. Дали имаме гледач на линија? Да, Мартина, добар ден. Гледачка на линија. Добар ден. Повелете. Според мене, вака како што се поставени темите, се директно многу поврзани
Еве ќе образложам зошто. Ова информација нешто ги следиме на станите и преку меѓународниот печат, ја знаеме уште во моментот кога таа се пушти, тоа многу одамна, и ние во овој момент во Македонија, за македонската јавност се објавува токму во овој час. Зошто? Па, мислам дека е многу логично и не е спекулација, дека едноставно кај нас во врска со името се случуваат многу работи кои водат во насока на тоа да нашиот преговарачки тим, односно владата, која многу така се истрчувачки настапува на моменти, а се затвара кога не ја одговара, па предизвикана од Кодијас вчера, мораше да ги каже работите такви какви што се. Значи, не на лавичка, туку на капкомер македонската јавност во капки се известува што и како се случило всушност во Давос, а се случило се. Сега, од тоа се што се случило во Давос, ние вчера дури дознаваме од премиерот дека веќе имало придавка. Голем дел од македонците е многу разочаран од ова што се случува, знаеме што се случува. Тимот едноставно си подготвува отстапните и затоа ни ја сервира ова информација по месеци по каснење, тоа колку за да знаеме колку ни дојде животот, па слободата, па информациите како ќе течат, тоа ќе биде чудо невидено колку ние ќе бидеме информирани. Значи не лажат безпрестано, не ги пуштат информациите само кога им одговара. За среќа јас ја знам оваа информација и предпоставувам дека има поголем дел во Македонија на луѓе кои се во можност да ги комуницираат или да дознаваат информациите во моментот кога се тие создадени. Да бидеме најасно, информацијава е многу јасна, на Македонија ја обезбедува поголем маневрски простор и мислам дека навистина владава која е тотално збунета, тотално нетранспарентна, неискусна, едноставно несвесна оде во целава ситуација, затоа што она би се снашла, посебно Заев кој би ветил се, но не идува на отпорот во Македонија и тоа ги чини збунети и не знам, може би стекни, може би не стекни, не би сакала да наблегувам тоа како они се чувствуваат, но знам што чувствува голем дел од македонскиот народ, е многу несетен, тоа го следам по реакциите и на вашите контактни емисии, и кај Родет, и на Бумбари, на секаде ги има. Значи да завршам, двете теми се поврзани, владата си подготвува терен и за одстапка, и покрај тоа што мислам дека се заглавени во гуша, треба да престанат да не лажат, да излезат. Предирот секако од народот им е загарантиран, народот ги смета за предавници и они со тоа ќе треба да се соочат. Се најдобро ви посакувам, Мартина, толку за овој момент. Ви благодарам и вам за вашето јавување, имајте убав и пријатен ден. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден. Повелете. Дали сте во линија? Да, на програма сте, повелете. Како сте, добри ли сте? Добри сме. Вие, како сте? Добар сум. Повелете. Изјавата на Заев дека ние сме подготвени. Кој тоа ние? Заев кој го праша дека сме спремни со географска одредница име. Нити има дебата, нити има референдум, нито немал. Заев може да каже јас сум спреман. Како всяка функционер да биде. Не е ово некое обично прашање, ќе одиме на пазар, па ќе се купиме кило и пола кило домати. Ова го прашање идентитет. И господин Заев крие најверојатно најтешките работи ги крие. Тој има договорено именување на идентитет. Затоа ако ќе се инсистира владата во Скопје да каже што договорил со народ. Тој крие. Тоа е срамота. Втора работа. СДС кога власт стално дава отстапки на Грција. Кога беше Бранко, 90 години го сменивме уставот, се откажавме, може да замислите, од
Грижата за македонците во Одеска, Пиринска и во Мала Пред. Ниједна држава тоа го нема направено. Го сменивме и устава, го сменивме и знамето. Сега го сменивме името на аеродромот, го сменивме името на автопат. Зошто Грција и нареди на државата Египет да го смени името на градот Александрија? Ради тоа што е по-слабо од Египет, нема моќ, кај не спине слабост, вида дека ние се можеме да правиме, поготово заед, и што сакаме друго. И што не чека добро. Дали Заев има размислено? Кој ќе ја сноси одговорност ако во Македонија почне се деси крвопролевање? Еден дел од македонците нема да стоиме мирно. Знае ли тој? И знае ли овој свет? Има ли случај во светот кај што е променето идентитетот? Тоа што му ги сменуваш, гените ги сменеш еден човек. Тоа во најсовремена светска историја не е направено. Нити може да се направи. И уште на крајот. Ајде. Во врска со географска одредница. Јас сум прав за тоа. Например, Вардарска Република Македонија под услов наредната ден да се отпочне постапка пред Обединетите нации за обединување на Вардарска, Егејска, Пиринска Македонија и Мала Преспа. Ако се обедини една Германија, која што на два пати го донесе светот на видени катастрофи, зашто Македонија да не се обедини? Ви благодараме пријатно. Ви благодарам и вам за вашето јавување. Британскиот дом на лордови, Македонија во НАТО и без решение за името, и втората тема, премиерот Зоран Заев вели дека сме подготвени за географска одредница на името. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден. Повелете. Да ве поздравам во студиото и да ги поздравам сите што следат емисија и што дискутираат, и да кажам само малку сите да си ги смират страстите со ладни глави, рационално, разумно да дискутираат. Значи, од патриотизам и популизам имам 50 и кусор години, ми е преку глава. Цел живот само слушаме Македонија и тие работи. Значи, на таа карта веќе сме изморени. Значи, големо име, вечно име, нека дека Македонија, вечно име, вечето и така натаму. Значи, тоа веќе ме побудалува кој ќе го слушнам по телевизија. Значи, вечно и вечето име Македонија со гладен стомак и со луѓе по контейнери и со едно чудо бугарски пасоши и со несредини домашни работи и со партии што доаѓаат на власт по 10 години, со пејлешат што крадат, што ја уназадуваат Македонија 1000 години уназад. Нема вечна Македонија и вечето име, нека им е јасно на сите. Ако некој има пари, мудрост и доблест да иде да се бори за името Македонија, слободно нека иде. Јас го прекрижувам ова и овој став за мене не постои. Значи, мора оваа влада, ниту е збунета, ниту е луда, ниту е глупава. Прагматична е, иде во тек со светот и со светската политика. Не можеме да се затвориме во нашите граници како глувци во дупка, да живееме изолирани и сами. И ќе се караме и со Грција за името, и со Србија ќе се караме, и со Бугарија, и со Албанија, никој нема да ни чини. И вечно вечето име ќе ни биде Македонија. И до кога ни е така? Сами ќе си живееме. Ќе си копкаме, ќе си јадеме корења, треби така. Значи, ние живееме во содейство со светот. Значи, ние мора нашите критериуми во содейство со светот да ги правиме. Значи, нека не бидат луди, малоумни и глупави. Се возрастни луѓе што зборуваат. За мои 50 и кусур години, ништо посебно не видов од оваа вечна и вечита Македонија. Само јад, чемер, сиромаштија, крадење кој како ќе дојде. Значи, сакам моите деца и другите деца да живеат во една Европа, да не морат да купуваат пасоши од Бугарија за да морат да идат или да работат или да било што се работуваат со Европа. Сакам моите деца да живеат како децата во Германија, во Франција. Зашто сите идат, земаат пасоши, идат надвор? Зашто не седат во вечна и вечита Македонија? Значи, моментот е тука, болеста е тука. Александар си бил и си работел на времето, него го учел Аристотел, тој бил грк. Значи, Македонија таа била област. Значи, не е тоа нашата Македонија. Тоа е нашата и грчката Македонија. Нека се свестат и нека прочитат историја. Значи, нека не бидат неписмени. Добро. Тоа е мојот збор. Уште еднаш поздрав до сите и малку со патриотизмот од Груевски што ги дуваше 10 години да го смира. И реално да размислуваат за иднината на нивните деца.
Добро, ви благодарам за вашето јавување. Знам дека оваа тема навистина ве погодува, не погодува сите нас. Меѓутоа, да ќе ве замолам во иднина да внимавате барем кои зборови ги користите, да не се повторувам, да не ви исклучувам. Секако сакам да ве оставам да се доискажете мислата, не е убаво се заради некој збор кој што можеби не сте го размислили, можеби под сите тие импресии, поради таа нервоза која што имате да ви излета некој од зборовите кои што навистина не би сакале да ги слушнеме. Да го чуеме и следниот гледач. Добар ден. Здраво, Македонијо. Повелете. Ошчипка враков Венцислав. Прво, здраво, Македонијо, затоа што е ценам ова парче земја. Значи нешто. Второ, се јавувам со дигнитет, со име и презиме. Како светот ќе не признае подуставното име кога анонимни делар шамари плюка по собствената земја? Поготово мајка кога ќе се јави. Треба да представуваат синоним на Македонија. Мајките ќе победат, али не како оваа пред мене. Добро. За темата. Ајде, да, ќе ве замолам во иднина и за сите останати гледачи да не ги изборувате претходните гледачи, да не изборувате за нив. Дајте да дискутирам. Лордовите, Британија е мозокот на светот, разберете. Значи, тие се дрзнаа и рекоа, оставете ја ова Македонија. Каква таква е? Таа е потребна за Европската Унија. Они сигнализираат. За во НАТО, господине, не за во Европска Унија. Молим? Велам за НАТО. За НАТО, да. Корекцијата ваша е уред. Значи, и они, бидејќи се мозокот на светот, тие го движат светот и Америка. Тие и они застанаат за ова парче земја. И ќе дадам друг пример. Председателот на Чешка пред 2-3 години по втор пат дојде во Скопје и кажа најважното, Чешка е една од најразвиените земји од Централна Европа. Добро, сега да не го шириме муабетот, за темите да се задржиме. Добро. Се на темата. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Да го слушнеме следниот гледач. Ке ве замолам да се задржите на темите, за да не се шири премногу муабетот која земја што кажала пред 2, 3, 5, 10, 15 години, затоа што и те сакаме да вклучиме што е можно повеќе гледачи во денешното издание на емисијата во тек, со цел секако да го слушнеме размислувањето и на останатите, да им дадеме простор на сите оние кои што сакаат да се јават. Добар ден. Добар ден, повелете. Дали имаме гледач на линија? Добар ден. Добар ден, повелете. Почит до Британскиот дом на лордови, значи кој кажал дека наша Македонија не мора да си менува свето име Македонија. Верувам дека нема да ми замери господијата дека спомнав име Македонија, оти може виднина да ни забранат да се менуваме за Македонија, македонци, толку било. Добро, реков да не се зборува за останатите гледачи. Тоа важи за сите, нема да биде никој исклучен од тоа што го кажав јас. Така што ве молам да се задржите на темата и да не зборувате за другите гледачи. Кој што како кажал, секој си има право на своје размислување. Повелете. Утрово се разбудив и слушам на радио дека на денешен ден загинал нашиот македонски херој Христијан Карпош. Човекот загинал за Македонија. Денеска ние да уживаме вака, значи, слободни на топло, да замаме плата, да јадиме, да пиеме. А тој гинел в планина, во беда, во сиромаштија, во глад, во студ. Загинал за името Македонија, за наша Македонија. И со кое право денеска некој ми вели дека ќе менувам име Македонија? Тој, наш христијан, и сите наши македонски борци, гинеле со името Македонија и пееле Абре Македонче, каде се Добро, ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав ден, да го слушнеме следниот гледач. Ала, добар ден, повелете. Повелете. На телефон ве поздравувам и се радувам што ве гледам денес.
Да, значи поздрав до лордовите, се согласувам дека Република Македонија може за во НАТО, може и за во Европска унија, меѓутоа ајде да видиме што ќе ни донесе иднината, нели? Иначе да ви кажам, околу тоа дали влезот во Европска унија на многу земји им донесе богатство, добар живот и така натаму, ние знаеме, слушаме изјави од Хрватска, од Бугарија, па и од Грција, ако сакате, во какви тешки немашти се паднати луѓето, не е доказ дека со влезот во Европска унија, ако сме сите за во Европска унија, дека нешто многу ќе се подобри нашиот живот. Меѓутоа, еве, бидејќи сакаме, верувам дека и ќе влеземе еден ден во Европска унија. Околу подготвени сме за географската одредница на името. Видете, најмалку од све посакував географска одредница на името. Зошто? А ние толку имавме експерти, историчари, професори кои што упорно советуваа колку има географска одредница на името. Целата наша историја, целото наше обележје културно од минатото ќе биде збришано. Значи, баш тоа и го одбра географска одредница на името, кој ќе не остави без историја, без идентитет, апсолутно, зашто се е во игра, така кажа Козијас, па може би и без нашиот македонски јазик. Толку, Мартина, ве поздравувам и секој добро. Ви благодарам за вашето јавување. Да не дое до забуна, значи Британскиот дом на Лурдови бара од владата во Лондон да се заложи Македонија да стане членка на НАТО без оглед на тоа дали ќе биде решено прашањето за името. Значи не станува збор за Европска унија, туку станува збор за НАТО алијансата. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Повелете. Еден голем поздрав до лордовите од Британија. Согласно со нив потполно, затоа што тие повеќе мислат за нас отколку ние сами. Во нашава држава има леп и работа за сите кои се работници. Значи, не може никој да трпи за леп ако е некој работник. Има работа само за тој што сака да работи. И навистина ми е криво ако сето ова наше згасне. Ова е навистина штета што се случува моментално сега во нашава држава. Рековте нема да споредувам другите што збореле, меѓутоа да не се повторувам претходнава гледачка што рече, се согласувам потполно и навистина штета е нашево име да згасне. По било која цена нашето име не треба да го дадеме. Македонија е Македонија и треба да се гордееме со тоа што сме македонци и треба да останеме, да бидеме македонци за сите наши претходници и за сите наши следбеници што допрва треба да доаѓаат. Значи, мора да бидеме она што сме. Да не се продаваме, да бидеме бугари или не знам што, со пасуши, со не знам како да кажам. Значи, возбудена сум многу од предходната, пред 2-3 јавувања што се јави гледачката, тоа е срамота. Значи, дајте да бидеме она што сме, да имаме свое достоинство, затоа што и достоинство и се ни се брише. До кога вака? Значи, дајте предавството више да прекине. Собствените луѓе, собствениот народ не предават и не продават. Ова е срамота за Македонија. Мора да останеме она што сме. Ви благодарам многу и пријатно. Ви благодарам за вашето јавување. Добар ден. Повелете, во програма сте? Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас сакам да поздравам телевизија 24 како најреална телевизија. Благодарам. И сакам да речам дека доволно не ја познавам историјата, ние сите што збореме тука. И поготово за британскиот дом што на лордови тамо дава поддршка, и тоа не е баш оригинал за тоа што Велика Британија и Франција делеа Македонија.
Како прво сега ние не го менјаме името, не го менјаме само придавката. Која придавка да биде, името си останува Македонија. И со тоа ништо не повредуваме и не е цела Македонија да имаме право само ние. Мора да бидеме еснав со сите комшии и со грците. Тоа што го зборат некои дека името ќе се загуби или нацијата не се губи со тоа. Ние ако сакаме да бидеме обединети, тоа треба со овај начин да го добиеме. И не само со цела Македонија обединети, но со цела Европа. Ние спајаме во кругот на Европа, во средината на Европа, што немаме друга алтернатива за никаков избор. И ако не терат да станеме во Европа, нема да се подобри одмah секоја положба, меѓутоа самите ние треба да бидеме тие што можеме да се подобриме и некој ни дава правец на каде да станеме како луѓе и човеци, европски луѓе. Толку сакам да кажам дека контра не треба да одиме према никого. Тоа е за нас негативност. Добро. Ви благодарам за вашето јавување. Добар ден. Добар ден, Мартина. Повелете. Поздрав за тебе и екипата и гледачите. Благодарам, повелете. Не заболуѓува зашто стават јадачки, зашто луѓето се нервира, зашто не стават во дилема некој што имаме подобро мислење. Вака се, јас ќе речем. Ние во обиден сценарци и сите институции во светот одамна сме го сменили името. Ама нигде не сме регистрирани ние као Република Македонија. Ние како Република Македонија сме само во Македонија. Сега сме поранешна Југословенска Република Македонија. И спортските асоциации, фудбалска федерација, кошаркарска, сега сме, значи, буквално сега сме регистрирани како поранешна. Значи сме го сменили името. Ја би сакал да се смени името сегде во институциите светски што се, да биде Република Македонија, ама за жал не може. За жал не може. Сега, кога е дојдено до вакви топли преговори се, со Грција и со сите соседи, подобрана е ситуацијата знатно, зашто оваа страната ние да испуштиме. Сега, го критикува Заев. Заев не може сам да ги реши проблемите. Заев има околу него влада, има заменици, има министри, има министр за надворешни работи, има правилник за Министерството за надворешни работи, како да се работи, така да ако треба да дојде до референдум, ќе дојде и до референдум. Меѓутоа, ова влада е со мнозинство пратеници, значи повеќе граѓани сме ја гласали ова влада или овај парламент. Така да, апсолутно не треба да се нервираме и да се... Затоа што сега, дали ние сакаме или не ќеме, Грција има можност. Вето у НАТО, вето у Европска унија може да ни стави како сака. Према тоа, не смееме ние да се спротивиме на овој предлог, сега да видиме кој предлог ќе биде, прифатлив дали... Мене Горна не ми се допаѓа многу. Добро. Тоа доаѓа на горно село, долно село. Или можно е, добро би било Северна Македонија, Вардарска Македонија, Нова Македонија, еве на пример Нов Зеланд. Што му фали на Нов Зеланд? Или други земји некои, еве на пример Грција. Грција за своја употреба внатре е Елара, а сега во светот е Греција. Или Албанија. За своја употреба внатре е Шкиприја, за цел свет е Албанија. И така натаму. Али, веројатно, премиерот и министерот за надворешни работи треба, значи, која согласност ќе дават, да не се пипне идентитетот на македонците. Така да, не сме имали ова шанса да ја пропулиме, затоа што ако ли стави вето пак, може да нареди Грција да ли стави и вето разни притисоци да ни направи
да ни затвори граници, да ни затвори трговија, да ни затвори све. Што правиме тогаш? Каде ќе одиме тогаш? Да. Треба да одиме сите или да земеме бугарски пасоши, или српски пасоши, или албански пасоши, па да одиме сегде низ светот, Македонија празна. Добро. Така да, одиме напред, да ја гледаме, да го решиме тој проблем, да се примиме у НАТО први, малце да има по-гарантирани инвестиции в НАТО тогаш, и полека и Европска Унија и Европа мора да биде обединета. Да. Поздрав и се него. Ви благодарам за вашето јавување, имајте убав и пријатен ден. Британскиот дом на Лурдови до британската влада, Македонија во НАТО и без решение за името. И втората тема, Заев вели дека сме решени за географска одредница на името. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Добар ден, убава колешке. Петар Шистовски Пепи. Добар ден, повелете. Поздрав до тон мајсторот, поздрав до колегите и сите таму, и сите гледачи. Краток и јасен ко секогаш, Мартина. НАТО не ќум, јас и многу други. Тоа готово. Тоа е што викаат Владовице, ни прават некој таму. НАТО не ќум никако, Заев фино си кажува, пардон, он убаво што ги смени аеродромот и ова патот. Се засак. Значи тоа убаво, а не кажува име. Значи не кажува. Добро. Ја не верувам дека он ќе го направи тоа. Многу верувам во него. Значи, Македонија ќе се остане Република Македонија и готово, оти ќе има големи немири протести после тоа. А во НАТО никако не ќе. Исто и во ЕУ. Сите се жалат. Тоа е моето мислење, секогаш исто. Добро. Поздрав. Ви благодарам за вашето јавување. Имајте убав и пријатен ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Добар ден. Повелете, во програма сте. Еве вака да кажем, како може овие луѓе да бидат слепи, при очи слепи? Го гледахме овој Кодзијас, што рече, што се бара од нас. Да. И упорно ние да дадеме, што има врска, горна, долна, не знам, сами ли цитираме. А поглуп народ од македонците нема. Јас, Кркот никој пат нема да попушти ни точка, а овие нешто ќе дадат се што ќе побари. Значи, треба да се престане со овие глупости, не се работи сега само за името, оти преговорите нели се за името. Ама тук више испаѓаат милион работи. Значи, одат етапно сега, знаме, после устав, после име, а после ќе почне идентитет и тоа ќе трае до недоглед, додека не нас бришат на чисто. Вие не може во Грција, на телевизија, како што зборат некои македонци, да спомне некој Македонија, нема да излезе од студиото повеќе. Ќе го збришат што ќе излезе од студиото. А тука ние збориме горна, долна, внатрешна, не знам каква Македонија. Како народ ние не знаме свака. Не можеме да сватиме дека не сакат да постоиме како македонци. Не е битно името е ништо, нула. Битно е да не постоиме како македонци. Тоа треба да го разберат сите. Јас тука работам во Гевгелија со грци. Значи грците никој пат не се рекле на мене македонец, скопјанос, и сите тие придавки они што ги. И 20 години уназад. И што очекуваш ти од тука ти да работи и со тебе се јади и пие, а скопјанос те вика. Мислам, спрам сега за овие доселените што се Понти, Карамали и што ги донесува грците околу 600-700 со македонците што се наши, нема проблем. Ама они немат моќ таму. Ако се каже нашиот македонец во Грција, не сме да се каже македонец. А тоа што го доселиле 24-та година, македонец, јас македонец. Како македонецот го донесе од
Крим го донеле, од Турција го донеле, од македонец, а нашиот македонец бил Ендоп. Ендоп е староседелец. Тоа е. Значи, со нив нема договор. Тоа ние во секој случај губиме се живо. Ви постакувам се најдобро. Поздрав. Ви благодарам, имајте убав ден. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден, повелете. Ало? Добар ден, во програма сте, повелете. Добар ден. Ето види вака, сложам со претходниот гледач. Не треба ништо да се смени. Ние гласавме за СДСМ да добие заради да ги рачисти криминалите, да ги врати тие пари, што беа украдени, што се слушаа на бомбите, а не за да го менува името. Тој нема право, нема мандат, тој мандатот што го доби за премиер, го доби заради тоа, заради криминалите. А тоа со грците 1975 година, кога Турција влезе во Кипар го подели, грците тогаш сите студенти станаа на протест, за да се иселат американците, зашто американците тогаш не се смешаа. Ама што му рече Америка? Чекајте, базите не се во Грција, базите се во Македонија. И има најавено голем протест, ама се откажаја. До 75 година Александар Македонски грците викаат дека е варвари. Ама кога почна активно да му опишува историјата Германија, затоа што Германија му опишува историјата на грците, тогаш почнаа да прават други отстапки и да го применуваат. Зошто Александар Македонски не го поставија во Атина, туку во Солун? Тогаш ќе беа само поразени. Замислете, како може едно име да се смени? Замислете, Франција, Германија, Велика Британија, тие ги чуваат од краловите нивни, лајната ги чуваат и не ги продаваат, не ги менуваат. А ние сакам името да смениме. Нема никаква логика во тоа. А ако пробат да направат нешто, пример Заев и Ахмет и компанија, што немаат право тие тоа да го прават, поготово албанците, тогаш ќе има 100% немири. И тогаш дури нема да се види никој ќе јади, никој ќе пие. Добро. Тоа сакам да кажам. Пријатно. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Еврокомесарот Бугар пак изјави дека Македонија за да стане членка на Европската Унија ќе мора да го реши проблемот со Грција. Европската Унија веќе нема да прима членки во своето семејство кои не ги имаат решено проблемите со соседите. Во меѓувреме, владата веќе донесе одлука за применување на аеродромот Александар Велики во Скопје и за промена на името на автопатот. Добар ден. Мартина, добар ден. Гледам темата малку се жестува, станува поемотивна, па јас би сакала кратко да дадам еден подлакток на целата ова работа во насока на следната. Ќе кажам еден цитат, една реченица од Черчил, која ја испрача во депеша до сојузниците во моментот кога дознава за екстерминацијата на евреите. Во кој број се, тоа се од агентурата, нели, се е добиена информација преку Полска што се случува и како масовно се избиваат евреите. Депешата која Черчил ја испраќа до сојузниците се состои со една реченица. Се случува злостор за кој нема име. Ја повторувам реченицата. Се случува злостор за кој нема име. Сакам да кажам во превод, злосторот кој се случува во моментот и се случува на Македонија нема име, затоа што истребува идентитет преку договорот со Бугарија во голем процент, затоа што истребува име, затоа што истребува народ и сето тоа, она што нема име, е фактот дека тоа народот треба да го направи. Значи, ние само, не треба само да се само укинеме. Тоа е злосторот на Тина кој нема име. И уште да појаснам, за гледачите, оваа влада не беше избрана од народот, оваа влада знаеме како избрана, народот гласаше за друга влада, за друга опција, која исто така во овој момент ја сметам за предавничка, колку да сме најасно. Значи, уште еднаш да запомниме, се случува злостор за кој нема име. Па светот нека го измисли името за овој злостор. Може би злосторот се вика укинување на Македонија. Поздрави. Добро, ви благодарам за вашето јавување. Немаме уште многу до крајот на првиот дел од емисијата во тек. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден.
Добар ден. Повелете. Јаваме од Сиднеј. Повелете. Прв пат. Драго ми е. Прв пат ето на така на стреќа ја добивме линијата, често пати покушаваме да се јавиме. Тежината е сигурно кон врските, меѓутоа само вас, другарки, ќе ве прашаме, нарекувате здраво Македонија. Не се викаме ние здраво Македонија. Како ние, ако му дозволиме на тој кој штаплер... Добро, ви благодарам за вашето јавување. Вие се јавувате во емисијата во ТЕК, а како и што кажав и пред малку, нема да дозволиме да навредувате останати гледачи или пак било кој што опфатен дали од темата, дали станува збор за јавна личност или пак не, ве молам внимавајте кои зборови ги користите. Да го слушнеме следниот гледач. Добар ден. Ало, добар ден и благословен ден од Бога. Мартина, веш така, нели? Да, повелете. Отец Блашко од Копач, кој да се представам да гледаш, ти викаше не се представувам. И че мисля, че имате представа, но што ќе се насочам јас со моите искажувања. Мисля, во контекст на темата. Пред све, Македонија, значи, Македонија значи голема земја. Македонија била една голема земја. Да не одим историски. Се дошло време да биде разделена повеќе делови, не по наша вина, не по вина нашите предци, по големите сили. И ние новој дел нареча Вардарска Македонија и ти спеаме Вартаре, кај ти е, Пирин, кај ти е, кај ти е, значи, и во песните дури сме испеани, дека на 3 дела сме поделени. И ова Македонија во која живеем денеска. Значи, сите треба да се чувствуваме дека сме македонци, сме били и сте македонци. Значи, како што рече еден преходен, сите они се родени во земја, што се творени во земја, што се родени во земја, што живеат од земја, треба да бидат македонци. Без оглед од каде ми поколението. И јас така се чувствувам и така ќе и видам и моето семејство и моите предци. Меѓутоа сакам да дадам една добра риторика, сакам да ги ублажам овие некои гледачи што предизвикуваат омраза. Омраза во темата ваша и во другите теми. Дали тоа определени политички, дали национално, дали антиверски или не знам од кои причини. Да се смира. Мисля, овде се работи за темата, викате, пишат дека Заев предлагаме име географско таму, нели? Да, подготвени сме за географска одредница. Нека политичка, не географско, не фактички географски, ови самите викаме дека Вардарска Македонија била. Значи, не сум за тоа да се види Вардарска Македонија. Дај Боже да беше целокупно Македонија, па да немаме проблеми овака. Да беше целокупно Македонија, да беше Република Македонија, тогаш не ќе се делевме, ќе не поделени. Значи, има не сум нежуче. Јас се го кажа од искуство, затоа што лесно е да направиме, да предизвикаме искри, да направиме пожар и да изгориме пожарот сите недолжните. Они виновници, наравно, тие ќе избегаат, што ќе направат пожар, претежно пироманите палат, па да избегуваат. Меѓутоа, данес немаме пожар, затоа што мојот дедо, предедо, комите како да и дедо ми другиот комите се погинати. Татко ми учествувал со Втората светска војна. Мене ме зафати, знам што значи да братјубечки рат 91 година Југославија. Мојот син беше 2001 на татово, знам да не доаѓаме до тоа. Привршувајте бидејќи сме веќе на крај. Да. Значи, оде викаме Заев, Заев предложил така, че дадеме викат предлог. Меѓутоа, Заев не го решил тоа, не го одлучил сам, нити ќе го одлучил, не го одлучил. Како што и господинот Груевски рекол си даде и тоа предложил дека Република Македонија од зграда Скопје, меѓутоа и тој не го сторил. И викаше на референдум, че се тоа што каже господин Заев ќе оди на референдум, не е тој господин Заев. Не да викаме ние овие комуњари, овие предавници, овие комити. Меѓутоа верата и државата се чува со дела. Ви благодарам, нека има мир меѓу луѓето, нека се размислува со гладни глави, затоа што НАТО, јас сум против НАТО и сум протестирал против НАТО, затоа што правеше зло на цркви во православие. Добро. Ние сме на крајот од првиот дел од емисијата во ТЕК. Секако во продолжение правиме една пауза за да ги погледнеме најновите информации од Македонија и од светот, точно во 12 часот. Веднаш потоа се рекламите, а по рекламите се враќаме назад во студиото, каде што ќе продолжиме да говориме токму на овие теми. Останете со програмата на Телевизија 24.